Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братя и сестри. Денешниот празник, покров на Пресвета Богородица, временски би го лоцирале некаде во 10 век после Христа. Дури во синаксарот на празникот запишана е точната година, 911. Во таа година, во тој век, со Византија управува мудриот Василевс, Лав мудриот, Лав философ. Во таа епоха се случува и покрстувањето на словенските народи. Тоа е време на Свети Климент, Свети Наум, светите браќа Кирил и Методи. Времето на Кирило-Методиевската епоха, како што во науката се определува 9 и 10 век. Време на светиот патриарх Фотий Царин. Токму во ова време се случува чудото што Пресветата Богомајка во храмот посветен Неизе, Богородичниот храм, уште попознат како Влахер. Остатоците на тој преубав храм постоја до ден денешен во Цариград. Постои дури иницијатива од страна на Цариградската патријаршија, манастирот Студион на Свети Теодор Студит и црквата на Богородичната црква Влахерна да бидат возобновени, но сите вие знаете колку е тешко за тоа да се разговара со исламските власти во Турција. Но што точно се случи во Богородичната црква Влахерна во Цариград на денешен ден? Најпрво треба да се каже дека во тој ден се служеше сеноќно бдење. На сеноќното бдење огромен народ бил присутен и Богу посветен во светите молитвени приноси. Меѓу нив бил и големиот подвижник Јуродив, судејќи според стилот на живење. Андреј. Во црковниот календар неговото име е токму така запишано. Преподобен Андреј Јуродив. По крв славјан. Уште една потврда дека чудово се случува во Свето Кирило-Методиевската епоха или раздобје од историскиот развој на византиската духовност. Покрај него бил и неговиот исто толку свет ученик Епифаний. И за време на утренната богослужба светиот Андреј Јуродив го погледна својот ученик Епифаний со прашањето дали гледа нешто што се
Дали го гледа тоа што се случува во олтарската апсида од светиот храм. Свети Епифаний потврдно одговори: да, старче, гледам. А што гледале очите на овие двајца великани на монашкото подвижништво во царот? Богородица Марија. Ова што ја гледате во секој олтар, поширока од небото, ширша ја небес, окружена од светите апостоли, од бројни свети и свети ангели, од свети девојки. И цела една низа на свети души, чиј карактер на нивната борба за спасение е сосема различна и оригинална. Но тоа што било впечатливо бил светиот омофор што Царицата Небесна го држала во своите две раце и со него ги прекривала сите присутни во светиот храм. Сите познати екзегети на библиската и воопшто теолошката реч од тоа време, овој настан во црквата во Влахерна го земаат како доказ за тоа дека Богородица Мајка во Влахерна ни открива на кој начин секојдневно се грижи за судбата на овој свет и на човекот воопшто. Зашто предмет на нејзината грижа се сите луѓе и сиот свет. И таа како нејзиниот божествен син, нејзиниот и нашиот Бог и Спасител Христос, луѓето не ги дели ниту по една основа. Христос и Богородица луѓето ги сакаат безусловно онакви какви што се. Тоа што не го сакаат во мене и во сите други луѓе е мојот грев и гревот на другите. Бидејќи тој не и припаѓа на природата од човекот, ткаена од рацете Господни. Се што е противприродно, се што е неприродно, носи болест, а болеста смрт. Погибел на животот од Бога на дар приме. И Богородица Мајка се труди да ни спаси од убиственото влијание на гревот. А гревот, да е голем или мал, ја не знам луѓето како ја определуваат големината на гревот. Се едно, еве, и да ги има големите и да ги има малите гревови. И едните и другите убиваат, браќа. Зато треба подеднако да се ослободуваме и од едните и од другите. И на тој начин да ја чуваме природноста на човечката личност, создадена со потенцијали да ја постигне мерата на својот Творец. Бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен. Но таа цел не е цел што може историски да се оствари и да се постигне. Туку цел која што ќе се остварува според зборовите на нам омилениот Достоевски ги сите вечности, бидејќи е вечно постижна мера. Вечно постижна мера. А не непостижна. Како што некој сака тоа да го каже,
vodeno dobri namjer. No da se kaže дека je непостижна, е сосема погрешно. Како што е погрешно да се каже дека е конечно постижна. Зашто мерата Господня е безмерна. 100 пати сме укажани на фактот дека таа е безпочетна и безкрајна. И некој што има свој почеток се стекнува со можноста неговиот крај да биде безкрајот Божи. Токму за тоа изборува денешниот празник. Амин.